Како никогаш досега не била сиромашна понудата за избор на најдобри спортисти на градот Штип. Отсуството од настап на првенствени шампионати во неколку клучи спортови придонесе на површина да избојат резултатите на спортисти кои досега некако беа во сенка. Сепак комисијата ја заврши работата и ги избра најдобрите со консензуални одлики. На денешниот ден комисијата за избор на спортист на годината го изврши својот избор на спортисти во повеќе категории, како и на спортски клубови. Најнапред би сакал да се заблагодарам на присуството на медиумите, како и секојаш традиционално, и на нивните спортски редакции во изборот на спортисти, како и на представникот на училишен спорт и на представниците на локалната самоуправа и членовите на комисијата. Би сакал да напоменам дека изборот на сите спортисти беше без надгласување, туку консензуално помеѓу сите, како што и до сега е било. Беа избрани спортисти во пионерска, младинска, кадетска и сениорска категорија. Во пионерска категорија за најдобар спортист е избран Давид Мишев од борачкиот клуб Балканец. Во кадети е избрана Јована Арсова од кикбокс клубот Гладијатор. Во младинци е избран Петар Костовски за најдобар спортист во младинска категорија. И во сениорска категорија е избран Емил Павлов како најдобар спортист на градот Штип. Исто така избравме и најдобри тренери, тоа се Сашко Арсовски како тренер во поединечна категорија, Трајче Тасевски како тренер во колективни спортови. Потоа ќе доделиме признание на тројца наши сограѓани кои го представуваат градот Штип и македонската репрезентација. Тоа се Бобан Николов, Владко Митков и Мартин Поповски, кои со успех ги бранат боите на македонските селекции. Исто така во делот на спортски педагози, наставници по предлог на училишниот спорт беа избрани господинот Мијалче Маџаров и Звонко Рунчев. За најдобро училиште, со најдобар спортски успех во минатата година се избрани од основните училишта училиштето Тошо Арсов, а од средните училишта училиштето Јане Сандански. За најдобри суди е избран еден млад ракометен судински пар, бидејќи само тие беа предложени, тоа се Иван Јовановски и Стефан Станков. Морам да напоменам дека оваа година имавме сиромашна понуда за избор на спортисти, дали поради самата календарска година, бидејќи немаше позначени меѓународни и светски балкански надпревари, и морам да кажам дека беа разгледани сите барања од сите клубови кои што беа предложени, иако за жал од одредени клубови немавме предлози за избор, за разгледување на спортисти од нивните колективи, така да во иднина како комисија ќе одлучиме и да не ги прифатиме критиките од клубови кои што немаат предложено своји кандидати. За надлежен тренер признание ќе добие тренерот на кикбокс клубот Гладијатор Кирил Нацев, а Универзитетот Гоце Делчев е прогласен како најпомагател на спортот за 2016 година. Свечениот церемонијално доделување на наградите на најдобрите ќе се одржи во петок, 27 јануари, во големата сала на Советот со почеток во 18 часот.